продолжува официјалната посета на македонската државно-црковна делегација овде во Рим, во Италија, каде што утрово беше одржан молебен во базиликата Сан Клементе, каде што се наоѓа вечното почивалиште на Свети Кирил. Молебенот беше предводен од поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, во сослужение со митрополитите Пимен и Георги. Кирил и Методи низ својот живот поминале низ низа искушенија, но на крајот секогаш се бореле за вистината. Имињата на светите браќа ќе се слушаат се додека ние постоиме. Ова беше само една од пораките која господин Стефан ја упати од молебенот, истакнувајќи дека нивното дело треба да биде пример за секој од нас. Светителите никогаш не остануваат затворени во своето време. Нивната светлина ги осветлува и просветлува и поколенијата што доаѓаат по нив. Ако денес се прашаме каде живее делото на светите Кирил и Методи, одговорот е едноставен и јасен. Живее во животот на сите кои што ги почитуваат нив и што ги поддржаваат нивните дела и делата на нивните следбеници. По одржувањето на молебенот, министерот за култура и туризам Зоран Љутков, кој што исто така дел од државната делегација, порача дека делото на Свети Кирил и Методи има непроценливо значење за македонскиот народ, но и за целиот словенски свет. Ова чествување не представува само дипломатски и државнички чин, туку и длабоко духовен и цивилизацијски настан кој е силен потсетник на вредностите врз кои се темелат словенската култура, образованието и писменоста. Во склоп на овие неколку денови овде се одржува и манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил, која над 5 децении се одржува овде во Рим во црквата Сан Клементе, каде што е погребан големиот словенски просветител Свети Кирил. Активностите на државно-црковната делегација во рамки на чествувањето на светите браќа Кирил и Методи продолжија овде во базиликата Санта Марија Маџоре, каде што се наоѓа плочата испишана на македонски јазик и каде што беше положен венец. Исто така, македонската делегација му даде почит и на папата Франциск, на неговиот гроб беше положено бело цвеќе. Инаку, официјалната посета на Италија на македонската државно-црковна делегација предводена од председателот на Македонското собрание Африм Гаши, а во рамки на чествувањето на светите браќа Кирил и Методи започна вчера, најпрво во Ватикан, каде што Гаши имаше средба со папата Лав 14. Веднаш потоа продолжи со средба на Гаши заедно со координаторите на ВМРО ДПМН и СДСМ Мицевски и Спасовски, со државниот секретар на Светата столица Пјетро Паролин. Инаку традиционално секоја година и бугарска делегација за чествувањето на Свети Кирил и Методи го посетува Рим. Ова беше случај и оваа година, меѓутоа двете делегации не се сретна оваа година, што било случај изминатите години поради различни агенди, односно поради фактот што нивните агенди беа во различни денови. Целосниот извештај од овде го гледате и во вестите во 18 часот.